Инфлацијата си го зема данокот. Државниот завод за статистика измери дека во март скокнала на 4,9% во однос на март лани. Зголемени се и цените на мало за 3,4%. Трошоците за храна и безалкохолни пијалаци пораснале за дури 7,5%. Во однос на февруари пак, трошоците за живот се повисоки за 0,7%. И проценките на владата биле дека во март инфлацијата ќе забрза и ќе се движи помеѓу 4,5 и 5%. Премиерот Мицкоски пак вели, прават анализи, нови таргетирани мерки најавува за после Великден. Па веќе следните мерки би биле повеќе таргетирани за одредени целни групи на граѓани и одредени производи, зборувам тука пред се на основните прехранбени производи. И тие мерки би биле комбинирани и со намалување на данокот на додадена вредност, но и со ограничување на профитната маржа. И додека Мицкоски очекува дека економскиот притисок врз населението ќе се ублажи, синдикалните лидери повикуваат на протест поради инфлацијата која го топи работничкиот стандард. На 1 мај, со почеток во 11 часот од пред работничкиот дом, започнуваме нов протест за зголемување на минималната плата и на останатите работнички плати. Се бориме за плати, а не се молиме, е слоганот под кој оваа година работниците ќе го одбележат Меѓународниот ден на трудот 1 мај и ќе излезат на улица рамо до рамо, еден до друг да побараат зголемување на минималната плата. Инфлацијата силно ќе удри и врз цените на земјоделските производи. Според најавите на земјоделците, нема да има зеленчук под 100 денари за килограм. Тие прстот го вперија и во трговците. Проблемот е во трговците. Трговците стават огромни маржи и крајната цена, значи, што ја плаќат ја потрошувачите. Исто како вие што пазарувате, ние пазаруваме и на нас не е скапо, значи и на сите ни е скапо. Така да тука мора да се стави. Еве имаме еден добар закон за фер трговски практики. Треба да се стави во функција, значи. Тоа треба институциите максимално, државата си преземе мерки у тај дел. Зошто да речеме да се оде со некој маржи од 100%, 200%? Значи тука мора да се интервенира и тука државата мора да ги примени сите механизми што стоат на располагање. И експертите не очекуваат некои драстични мерки со оглед на геополитичките случувања. Многу тешко се стабилизираат и враќаат цените, затоа ќе треба навистина и наредниот период да докаже дека нема да има пораст на цената на горивото, затоа што фактички сите одат од така наречените инфлаторни очекувања, односно сите очекувања однапред ги вградуваат во цената. Инаку минималната кошничка од почетокот на годината е повисока за 2326 денари. Вредноста на синдикалната минимална кошничка за март изнесува 67.818 денари, додека со изнајмен стан трошоците надминуваат и 83.000 денари.